Символот на македонскиот непокор и на револуционерниот простум и пркос на македонскиот народ, монументалниот споменик Македониум во Крушево, живеејќи ја својата средовечна возраст, однатре се распаѓа. Козметичките камуфлажи со варосувањето на ѕидовите, направени непосредно пред прославата на 120 годишниот јубилеј од Илинденското востание, не помогнаа многу за длабоко и трајно да се скрие повеќегодишната негрижа. Забот на времето веќе ги разјадува и ѕидовите, и витражите, а и самата бетонска конструкција. Мувлосаните и зелени ѕидови, испуканиот малтер, корозираната метална конструкција, кров кој при секој дожд прокиснува, правејќи цели вирови на подот, е секојдневната слика која го опишува ова велелепно архитектонско здание, кое од 2018 година е вброено меѓу 10 најуникатни градби во светот, а од 2016 се наоѓа и на листата на 7 најинтересни светски бруталистички градби. Споменикот Македониум овде во Крушево е изграден во 1974 година, што значи в година веќе ќе имаме јубилеј од 50 години откако е направено ова здание. Меѓутоа, она што може да се види внатре, навистина е разочарувачко. Инаку самиот споменик представува раскинати пранги која символизира борбата на македонскиот народ за слобода. И надлежните институции признаваат дека Македониумот, кој е познат и под називот Илинден, пропаѓа. Но се правдаат дека неговото реконструирање бил обемен и скап проект, а дополнителен проблем бил и тоа што кај нас немало соодветни стручни лица кои би работеле на конзервацијата на витражите, пак е морало да се бараат експерти од странство. Најголемиот проблем ни се случува во пролет и во есен, кога протекуваат и витражите и железната конструкција. За овај проблем да се надмини, во координација со Завод и музеј Прилеп, исто така и со Министерство култура, континуирано се работи на проект. Објектот е голем, комплексен и не може така лесно да се изработи проектот за да најдеме решение кое ќе биде комплетно за да се одржува и да се реновира целиот објект. Од Министерството за култура пак уверуваат дека за наредната година, која ќе биде и јубилејна, 50 години од изградбата на споменикот, ќе се настојувало да се обезбеди ставка во буџетот за да можел да се реализира голем дел од заштитата, но ќе се барало и вклучување на меѓународната заедница и од финансиски аспект и во однос на обезбедувањето на стручни експерти, конзерватори. Во Македониумот сместен е и гробот на председателот на Крушевската република Никола Карев, но недостасува некоја посодржајна историска поставка. Инаку, ова македонско и надалеку познато спомен обележје е од прва категорија. Се простира на површина од 12 хектари, а неговата купола се извишува на 1320 метри надморска височина.